Општина Кичево денеска беше домаќин на консултативниот настан на тема унапредување и зајакнување на меѓуопштинска соработка во локалната самоуправа, презентација на предлог измените и дополнувањето на законот за меѓуопштинска соработка, организирано од Министерство за локална самоуправа со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Присутните ги поздрави градоначалникот на општина Кичево Александар Јовановски, кој истакна дека меѓуопштинската соработка е еден од клучните предуслови за градење посилни, поефикасни и поразвиени општини. Прво да ви се заблагодарам на сите за присуството, на заменик министерот, на градоначалниците, на сите вас што одвоивте време денес да оствариме оваа работна средба. Ви посакувам успешна работа и се надевам дека овие вакви средби ќе бидат почести и ќе вродат со плод и со резултат кој ќе биде за општото добро на сите општини. Ви благодарам уште. Настанот официјално го отвори заменик министерот за локална самоуправа Ерџан Селими, кој зборуваше за значењето на унапредувањето на законската рамка и продлабочувањето на соработката меѓу општините како дел од процесот на децентрализација. Особено ми е драго што денес ја одржуваме втората консултативна работилница посветена на предложените измени и дополнување на законот за меѓуопштинска соработка. Првата работилница која ја одржавме минатата недела во Кавадарци потврди дека ваквиот пристап е вистинскиот пат. Особено ме израдува фактот што се разви отворена, конструктивна и плодна дискусија од која произлегува значајни заклучоци и конкретни предлози што веќе ги земавме предвид во натамошното обликување на решенијата. Токму затоа и денешната средба ја гледам како можност за уште еден искрен диалог, затоа што само преку директно вклучување на општините можеме да креираме законски решенија што ќе бидат практични, применливи и ќе одговарат на реалните потреби на локалната самоуправа. Во текот на настанот, државната секретарка во Министерството за локална самоуправа Јулијана Павловска-Боеска и раководителката за секторот на локална самоуправа Сузана Најкова ги презентираа активностите на Министерството за унапредување на меѓуопштинската соработка и спроведувањето на препораките во рамките на реформата на јавната администрација. Предлог измените и дополнувањата на законот за меѓуопштинска соработка ги презентираа експертите на UNDP професор доктор Александар Спасеновски и професор доктор Мемет Мемети, кои ги представија предложените законски решенија и нивното значење за поефикасно функционирање на општините. На крајот на настанот се одржа дискусија на која представници на општините, институциите и другите учесници ги изнесува своите предлози, мислења и сугестии во врска со предлог замените на законот.